Внедела фудбалскиот клуб Осогово ќе одбележи 90 години од своето постоење. Еден од најстарите клубови во земјава и некогашен прволигаш, јубилеот ќе го прослави со ревијален надпревар помеѓу великаните на Осогово и поранешните македонски репрезентативци, меѓу кои Тони Мицевски, Саша Чирич, Ѓорги Христов, Седловски и многу други. Надпреварот е закажан за внедела на стадионот Никола Мантов со почеток од 18 часот и 30 минути и од хуманитарен карактер, со цел да му се помогне на Даниел Митков, поранешен член на клубот кој доживеа сообраќајна несреќа и на кого му се неопходни финансиски средства за медицински третман. И би ги поканил сите во што поголем број да дојдеме, затоа што надпреварот е пред се од хуманитарен карактер. Да се помогне на Даниел колку што се може. Пред се ние овде што сме од градот Кочени, како негови сограѓани да му помогнеме, што повише да дојдеме помасовно. А јас во колерација со, пошто ова е по иницијатива на Фудбалска федерација на Македонија, понатаму ќе се надоврземе на сето ова да помогнеме уште колку што можеме повише. Како преку жиро сметка бивши фудбалери ќе донираат уште повеќе средства, ние пред се должи овде да собереме што поголем број. Па јас очекувам дека ќе се напун затоа што мислам дека моите сограѓани пред се хумани луѓе. И пред се тој Саша Чирич го напомена кога ми се јави дека знае дека градот Кочени е спортски град, има многу убави успомени од овој град, имал добри надпревари овде, знае дека Кочени го сакаат фудбалот луѓето и се желни за еден добар надпревар, пошто знаеме каква е ситуацијата со фудбалот во овие краишта, одамна нема довајано такви звучни имиња и сето тоа е да вид најава за еден добар фудбалски спектакл. Даниел е благодарен за досегашната хуманост на кочанчани и испраќа апел за уште поголема поддршка со цел побрзо да ги собере потребните средства и да замине на лекување во Пекинг. До сега за жал од потребните 20.000 евра, тој успеа да собере само скромни 2.000. Ги повикувам сите граѓани да дојдат што помасовно, така ќе ми помогнат на мене. Времето е кратко, за во септември ми е закажана операцијата, па апелирам до сите на каков можат начин да ми помогнат, ќе бидам преблагодарен на секој. Инаку фудбалскиот клуб Осогово е оформен далечната 1924 година под името Султан Тепе. Во своите почетоци претрпел неколку промени на името. Во 1961 година за прв пат влегува во Македонската фудбалска лига. По самостојувањето на Македонија клубот поминува 8 сезони во првата лига. Со богата традиција кој го следи огромна бројка на публика, предводени од навивачката група Сејмени, за жал последните неколку години настапува во третата лига Исток.